сте на еден од првите вебинари за обезбедување на поголема претприемачка слобода. Во оваа презентација ќе зборуваме за тоа како да заштедите 10 часа и повеќе во текот на една работна недела, при што ќе стане збор за конкретни стратегии, конкретни алатки и конкретни активности. Ова значи дека на крајот од оваа видео презентација ќе добиете конкретни чекори кои можете да ги спроведете за веќе од следната недела да се чувствувате послободен предприемач. Сигурно веќе сте свесни за тоа како вие се движите, но и како околината во која функционирате вие и вашиот бизнис се менува и се движи околу вас. Животот станува се побрз доколку околу вас, особено ако сте предприемач. Времето едноставно ви станува претесно, имате премногу задачи кои треба да ги спроведете и тоа секојдневно. Освен стандардното за секој ден, секогаш има и нешто плюс, нешто непредвидливо, нешто се уште непредвидено, нешто што едноставно ви го зголемува нивото на стресот, но и го намалува времето кое ви останува за планираните активности. А едноставно мора да се приклучите на патеката со брзината која ви се диктира од страна на околината. Иако секојдневно користиме технологија за да ни помогне во завршување на секојдневните обврски, сепак тој развој на таа технологија со брзина која тешко може да се следи и со можностите за изведување на нашата работа кои ни ги овозможува предизвикува една појава на една хаотична околина во која треба да се навикнеме да функционираме. Сега, сепак и покрај се, логично е да сакате да имате време за работите кои ви се најважни во животот. Што мислите? Што ви е најважно во животот на вас? Дали е тоа бизнисот? Или пак семејството? Или пак вашиот личен развој? Или пак одржување на одлична здравствена состојба? Или пак нешто сосема друго? Што мислите да имате 10 часа неделно повеќе за она што ви е важно? Што мислите да потрошите 5 часа повеќе на семејството, 2 часа повеќе на вашето здравје, 2 часа повеќе на личниот развој, тоа за една недела? Нели, тоа би било супер, односно одлично за секој предприемач, па така и за вас. Ова презентација има за цел да ви помогне како да дојдете во позиција од чувство на пренатрупаност до слобода и целосна контрола на вашиот живот. Што содржи презентацијава? Да видиме што ќе биде фокусот на оваа презентација. Ќе опфатиме 6 подрачја каде можете да обезбедите драстично подобрување и драстична заштеда на вашето време како еден предприемач. Прво, планирајте го денот однапред. Во овој дел ќе зборуваме за дневни планови на ваши активности, односно дневна да направам листа, односно листа на дневни активности. Основните принципи на ефикасно менаџирање и подготовка на еден таков план. Второто подрачје на кое ќе се фокусираме во оваа презентација е ограничување на времето кое го поминувате онлайн, односно на интернетот. Интернетот и особено социјалните медиуми едноставно имаат потенцијал да го вшмукуваат вашето време и кога ќе се освестите по неколку часа ќе сватите дека половина ден ви поминал, а не сте сработиле ништо од она што сте го планиран. Во овој дел ќе се фокусираме на некои принципи кои можете да ги примените, практични совети да бидете присутни на социјални медиуми, да консумирате материјал од интернет, но на еден поорганизиран и посистематски начин. Ќе презентирам и неколку алатки кои ќе ви помогнат во овој процес. Третото подрачје каде ќе бараме простор за заштита на време е менаџирање на ефикасно процесирање на имејлови. Процесирањето на имејл стана една од најчестите задачи за вас како предприемач. Кога ќе направите анализа, која ќе ви покажам како може да се направи во текот на оваа видео презентација, ќе забележите дека можете на неделно ниво да заштедите неколку часа кога станува збор за овие активности. Ќе презентирам еден процес за менаџирање на имејл активности, но и практични совети и алатки кои ќе ви помогнат во тој процес. Четвртото подрачје исто така е поврзано со имејл, но посебно ќе се концентрира, фокусира на подготовка на одговори. Во оваа презентација ќе покажам неколку алатки, неколку видови на имејл темплети кои ги користам за да обезбедам околу 150 минути заштеда на време неделно. Се тоа ќе го видите практично директно преку мојот имејл клиент во оваа видео презентација, каде што ќе бидат сместени и скринкастовите од практичната работа. Петото подрачје се однесува на подобрување преку примена на вежба и анализа на вашата работа, со што најмалку 60% од активности кои досега ги изведувате, веќе нема да ги изведувате, а сепак вашиот бизнис нема да трпи. Мојата досегашна анализа како на себе си, така и при работа со клиенти покажува дека 80% од времето кое го трошиме на бизнис активности не е нешто што мораме ние како предприемачи да го изведуваме. И секако шестото подрачје
кое ќе ви помогне да бидете поорганизиран предприемач и да ги завршувате задачите побрзо, представува контекстот кој ќе го додадеме на вашите секојдневни задачи. Контекстот е дел од ГТД, односно Getting Things Done, системот за продуктивност, и представува едно од најважните елементи за дизајна на вистина попродуктивен систем за вас како еден предприемач, но и доколку сакате и за сите ваши вработени.